Владата на денешната седница се очекува да донесе одлука да се проверува секоја фирма за одгледување на марихуана за медицински цели, откако ова го најави премиерот Христијан Мицкоски. Таквата одлука следи по заплената на 40 тони марихуана во Скопје и Струмичкиот регион, а премиерот уште еднаш повтори дека очекува заплената да достигне и до 100 тони. Мицкоски како проблем го посочи донесувањето на правилникот односно подзаконскиот акт од страна на претходната влада на СДСМ и ДУИ, за да се одгледуваат цветот марихуана кој не ги задоволува потребните норми. Тоа било многу јасно и на тие кои што го носеле тој правилник. Сега вистинското прашање е кој бил мотивот да се донесе таков правилник ако вие знаете дека не можете да го постигнете квалитетот за да произведете масло кое што ќе се продава на пазар и кое што ќе ги исполнува нормите. И тука треба да се направи една озбилна истрага, но ова е само почеток. Во декември 2023 година, како што објави КОТ, е направена најголемата трансформација во одгледување на канабисот. Тогашниот министер за здравство Фатмир Меджити го носи правилникот, а клучната измена е во членот 2.3. Со оваа измена е возможено да се одгледува канабис на нива. Тој канабис според експертите не е квалитетен и не може да го откупат фармацевтските компании, па останува на црниот пазар или како марихуана или како неквалитетно масло. Од тука според извори на КОТ големите количини необработен канабис е складиран во неколку лиценцирани фирми каде имаше полициска акција. Алфа Фарм е една од тие фирми која е формирана во пресрет на измените на правилникот каде беа запленети над 9 тони марихуана по апсењето на незиниот косопственик Иван Драгник во Србија. Иако законски задолжително е секоја реколта од марихуана да биде проверена од надлежна комисија, во фирмата Алфа Фарм немало контрола речиси 2 години, објави КОТ во последното издание. Кој ќе одговара, праша од СДСМ, бидејќи фактите упатуваат дека без поддршка од структури во власта, во МВР, во царината и во други институции е невозможно да се шверцуваат 5 тони марихуана. Обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција истражува поврзаноста на запленетите 5 тони марихуана во Србија со одземените 40 тони од неколку фирми за одгледување на медицинска марихуана во земјава, а се сослушуваат и сведоци. Српските надлежни органи тврдат дека марихуаната пристигнала од македонско тло, а премиерот се уште нема информации дали 5 тони излегле од нашата граница, заведени како друга стока.